Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе поработиме на второто видео од серијалот 3 видеа за Market Cypher, во кое што денес ќе поразговараме за Market Cypher P, односно вториот дел, оној кој што е под самата табела, значи овој дел овде. Со тоа што ќе поразговараме, значи што истиот значи, ќе поразговараме како истиот се сетира, кој од компонентите ги содржи, како истите може да ги промените и слично. Сега, за почеток, значи како што рековме претходно, истиот овој шорткат ќе го ставам линк практично, ќе го ставам во видеото во дескрипција со цел да може да најдете, овде ќе имате детална, значи дескрипција за тоа како се користи секој од овие индикатори посебно, значи да речем подолго напишано за вас, доколку сакате нели таков тип на информација да имате, но за жал е на англиски. Во спротивно јас ќе се обидам тоа да го објаснам нели детално, за да видите оприлика што е што. И нели, ќе почнеме од почеток. Со тоа што повторно ќе напоменем, значи како се наоѓаат овие, како што реков, јас веќе ги имам запишано во мои значи омилени индикатори, само треба да напишете WMAN, затоа што како што рековме некој веќе успеал да ги копира. Кога ќе запишете WMAN, значи ќе ви ги даде А и Б. Со тоа што треба двата, мој совет да ги додадете како омилени, со оваа звездичка овде. Кога ќе ги додадете како такви, ќе ви се појават во пајечко мени, каде што ќе може во било кое време да ги уклучите и да ги исклучите. Со тоа што во случајот веќе ни се нели двата отворени. Сега, прво што ќе направиме, со оглед на фактот дека се отворени, ќе го исклучиме А за да не буни во оваа ситуација. И денес ќе посветиме внимание само на Б. Сега, пред да започнеме со истиот, сакам значи да направите основно подесување на истиот во однос на тоа што уствари треба дополнително да има истиот, за да ви биде полесно да може да го читате. Значи, со оглед на фактот дека не мора постојано да го отварате да биде висок и голем, нели? Значи, ќе додадеме некои линии кои што јас лично досега мислам дека се многу корисни во однос на користење на овој, да речем, малку позбунувачки нели индикатор. Значи, користите оваа линија, тоа е практично права, со тоа што со двоклик на правата ќе може да определите на кои координати, ставите 50 прво, ќе ставиме жолта линија и ќе ставиме испрекината, затоа што ова е средната вредност на RSI. Се сеќавате, значи средна вредност на RSI ни е 50, oversold, односно препродадено ни е 70, overbought, односно прекупено ни е 30. Значи, затоа ќе ги поставиме овие три граници првенствено, значи рековме 70, со тоа што овде ќе ги ставиме бела линија. Значи, вие може да ставите како вас ви одговара, јас ги ставам со различна боја, за да можам да ги разликувам кога гледам, а не морам да зумирам што се случува на самиот индикатор долу, гледате. Значи, да биде поедноставно да видите каде се наоѓаат моментално линиите на 100 RSI и RSI. Секогаш ќе ставам горната линија, значи 100, затоа што некогаш не е лесно да видите дали навистина дошло до 100, и овдека ставам цела линија, затоа што кој гледате, значи овдека е многу поедноставно да видите дека веќе 100 RSI допрал точно до 100. Значи, до тој начин е поедноставно и појасно, од друга страна ви го разграничува индикаторот од самиот чарт. Значи ви дава прилика некоја визуелна граница. Исто така, јас секогаш вметнувам и нулата, со цел да можам да видам точно кога се врши овој премин на VWAP, премин на останатите вредности надолу. Само момент. Добро, и ја ставам исто и оваа линија доле, која што исто така мене ми е многу битна, а тоа е минус 60. Оваа линија ставам исклучиво поради тоа што многу често, каде најчесто на оваа минус 60 линија, имаме многу од корекциите кои се случуваат посебно на моментум wave-от. Еве, чисто да погледнете, гледате, точно на минус 60, точно на минус 60. Значи, гледате, минус 60 корекција. Значи, многу често се случува да имаме корекција на минус 60, еве, ќе променам и на дневна. Значи, ова е како некое непишано правило. Гледате, колку често се случува, значи, корекциите бидат или близко до 60, или на самата вредност од 60. Значи, гледате, многу близко се случува. Затоа јас минус 60 ја користам најчесто како место каде што најчесто очекувам да имаме корекција обрат. Значи, гледате, колку е близко до самата 60 вредност. Некогаш е точно на самата 60 вредност. Затоа оваа минус 60 некако ми е како негативна вредност од плюс 70, која што уствари представува oversold, во оваа ситуација overbought. Значи, затоа ја користам истата како обратна вредност од ова во горниот дел.
Значи, ова се линиите основни кои што постојано ги ставам, посебно кога работам со самиот Market Cypher. Сега, да погледнеме на неделно ниво, каде што е многу поедноставно да видиме како се движат работите, како што направивме и со претходниот пат. Значи, прво мораме да објасниме што уствари имаме во овој индикатор. Овдека е зголемен, можам да ви покажам поедноставно како отприлика изгледаат работите, со тоа што овдека немаме RSI линија. Имаме 100 RSI, но не и RSI линија. Да почнеме една по една. Значи, прво ќе објасниме кој од овие што представува индикатори, затоа што има многу, а потоа откако ќе го покажеме тоа, ќе кажеме и како истите се читаат. Значи, првенствено кога ќе почнеме со RSI и 100 RSI, значи RSI ни представува овој индикатор овде, гледате, затоа и користам оваа скица каде што е запишано точно што и како. Значи, гледате, дури овде некој е ставило на линија на 100 како вредност. Сега, RSI ни представува, вредност во која што имаме сигнална и базична линија и кога ќе може да видите дека во секој момент, значи кога имаме прекршување на сигналната и базичната линија, се менува бојата. Кога се движи нагоре, односно сигналната над базичната линија, имаме плава боја. Кога ќе се промени, кога ќе се прекрши, се претвара во лилјакова. Значи, гледате. Значи, секогаш кога ќе се прекрши надолу, се претвара во лилјакова боја. Следно, значи, затоа и 100 RSI како таков, значи, ова не е оној брз индикатор, кој што се користи на многу помали временски интервали, значи е многу побрз за разлика од останатите. Следен кој што се користи во истата оваа, да речем, временска зона е VWAP, овој жолт бран овде, кој што самиот по себе, значи гледате дека е многу побрз и многу помал и истиот, значи луѓе го користат дури на 5 минутни тргови, верувате или не. Значи идејата на VWAP е уствари да ги покаже оние мали корекции кои што ги има еден бран, иако да речем истиот се движи нагоре, но можете да видите дека во истиот тој бран имаме повеќе мали корекции надолу и нагоре кои што го сочинуваат целиот бран. Затоа VWAP е првично многу брз индикатор како и RSI, како и 100 RSI, истите многу брзо се менуваат. Следниот индикатор е овој зелено-црвен бран кој што уствари представува money flow, односно колку пари влегуваат во индикаторот, во самото средство и колку пари излегуваат од самото. Значи колку поголеми се брановите, колку повеќе се движат нагоре, толку повеќе пари влегуваат во средството и обратно, кога е самата боја црвена. Плавиот бран ни представува, како што велам јас, бран на моментум, но по правило тоа е уствари една врста на MACD. Значи затоа и многу ми се допаѓа индикатор затоа што во истиот индикатор имате 100 RSI, кој што во овој случај вака изгледа. Значи ова е таа линија на RSI, значи е лилјакова, секогаш кога ќе дојде блиску до горната граница и над горната граница се претвара во црвена, тоа значи дека сме oversold, препродадени и тоа е исто добар показател кој што го има самиот програм. И секогаш кога ќе се најдеме под надолу блиску до долната граница, односно 30 и под неа се променува во зелен, што значи дека сме препродадени. Значи тоа е добриот дел значи во оваа ситуација за RSI. И последниот, односно MACD, фактички ова е самиот MACD бран, кој што е своевидно променет за да одговара повеќе на оваа алатка, односно овој плав бран на моментумот на движење. Повторно, многу сличен на самиот MACD, со тоа што гледате дека секоја промена во моментумот, надвршната линија на овој бран ја прави да биде од бела во плава, кога се движиме во бериш, во булиш, кога се движи нагоре, и обратно од плава во бела кога се движиме во бериш, divergence. Сега, гледате дека и овдека е обратно со оглед на фактот дека ова е под нулата и овдека е над нулата. Значи гледате само како се движи самиот бран. А и самиот бран како и самиот MACD поседува исто како и 100 RSI. Сигнална и базична линија кои што по секое прекршување добивате сигнална точка, односно овие зелени и црвени точки кои што треба да ви покажуваат дали цената се прекршила и треба да добие обратно движење, како во оваа ситуација се движела нагоре, добила црвена точка и имаме корекција надолу, добила зелена точка и имаме корекција нагоре. Односно преминување на базичното преку сигналната линија. Исто како 100 RSI, со тоа што овдека добивате и сигнална точка. Значи тоа се оние сигнални точки кои што ги имате на плавиот бран и тоа истите значат. И дополнително имаме и овие практично лепдечки, значи над и под чартот, зелени и црвени точки, со тоа што кога имаме мала црвена точка и голема црвена точка, тоа е само поголема веројатност дека сме утврдиле локален врв или сме утврдиле локално дно. Значи колку е поголема точката, толку е поголема сигурноста дека сме утврдиле локално дно. Дополнително, значи можеме да видиме дека овдека имаме и линии, овие зелени линии на MACD,
како што и во оваа ситуација горе или на бранот на моментум, со тоа што колку се поголеми, со тоа што овие линии кога се појавуваат, значи гледате, фактички го земаат MACD во оваа ситуација бранот на моментум, со неговото движење на помало и помала врв практично, кога имаме еден врв, потоа се намалува следната вредност на врвот и обратно, како bearish и bullish divergence. Овие се скриени фактички bearish и bullish divergence, кои што исто така можеме да ги најдеме со вредноста на RSI. Значи ова е како некој втор начин каде што автоматски, гледате како и во оваа ситуација, значи во автоматски самиот Market Cipher ви ги наоѓа овие скриени практично обратни движења на бранот, како оваа ситуација, значи после самиот бран, после самиот врв во 2021 година, веќе бевме известени со оваа скриена bearish divergence, значи дека ќе имаме длабок пат и тоа и се случи. Значи гледате, се многу јасни и многу лесни за следење, посебно овие ваквиот тип на, да речем, на менување на трендот, значи еве во оваа ситуација, значи тоа е буквално како што можеме да видиме овде, само точно да видиме каде се наоѓа. Само момент. Ќе поразговараме подетално, нели само чисто сакам да ви покажам. Еве гледате, значи во оваа ситуација имаме bearish divergence од моментот каде што ни е покажана до овде имаме солиден пад. Пример, чисто да видите како прилика изгледа во реален чарт. Значи гледате, падот е од 40%. Кога се појавил овој bearish divergence, промена на трендот надолу. Сега, значи тоа е околу промената на трендот. Сега да видиме дали уште нешто има овде кај што не сме го спомнале. Да, ова е уствари money flow, овде на оваа трака може да го видите кога се променува од позитивен во негативен. Значи овде може да видите дали е во негативна или во позитивна, односно дали е под или над нулата, дали имаме прилив или одлив на средства. Исто и тоа е добро да се спомне. Значи, отприлика тоа е тоа во однос на оние индикатори кои што ги имаме. Значи, ова си чисто го земав за да може полесно да видите како изгледа. А сега ќе обрнеме внимание на самиот чарт на неколку различни временски зони за да видиме како истиот можеме да го користиме. Со тоа што рековме дека ова е само половина. Вчерашниот беше исто така половина и утре ќе гледам дали ќе биде тоа утре или следниот ден, нормално следното видео ќе направиме како што рековме на истечен дел од се сеќавате она пробно тргување што го направивме на истечен дел во превод кога сакате да направите тест тргување и на тој начин што фактички сечете дел, еве реплей само да ви покажам како изгледа, значи сечете дел од досегашниот чарт и можете фактички според она што го гледате моментално на индикаторите да пробате да тргувате и да видите како прилика би се снашле со самите индикатори. Но тоа нели ќе го направиме следниот пат кога ќе направиме видео. Сега моментално ќе се посветиме на самиот индикатор да видиме како исто функционира и како можеме да го читаме. Значи, идејата на овој индикатор, посебно како што рековме и претходното видео, значи колку е поголем временскиот период во кој што се индикаторите користени, толку истите се појасни и полесни за следење затоа што станува збор за макродвижење, значи потребно е многу време за истите да се реализираат. Прост пример, она што го спомнавме во претходниот, значи пред некое време, беше ова, значи гледате колку одека во оваа ситуација бранот на моментот е многу повисок до самата вредност од 100 од следниот, каде што ствари се формира оваа bearish divergence и со тоа што имаме формирање на, значи се сеќавате ова се сите индикатори заедно, еве чисто ви читам како на пример во случајов доколку сме се нашле во оваа ситуација би знаеле дека се наоѓаме на врв, во случајот локален врв. Иако тоа локален врв во ситуацијава ни представува самиот највисока точка на цената на биткоин за 2021 буранот. Со тоа што гледате, значи овдека имаме две, не една, туку имаме две точки, само момент да ви покажам уште еднаш како изгледа на самиот чарт. Значи имаме две точки кои што ни покажуваат дека имаме локален врв. Во истиот момент 100 каре се бил на највисока можна вредност и се прекршил сигналот и позицијата надолу. Money flow во исто време, извинете, на моментот се прекршува ни дава втора црвена линија дека ќе се придвижи надолу. Во исто време имаме опаѓање на money flow постепено, VWAP, гледате, точно тргнува под нулата во истиот момент. Значи сите овие индикатори покажуваат дека од овој момент се очекува длабок пат. Со тоа што зборуваме за неделно ниво, може да очекувате колку тој пат би бил голем. Сега, пред да продолжиме со читање, само чисто уште еднаш да напоменам. Значи,
RSI е ова лијакова линија, која што е најчесто лијакова и е црвена кога ќе пристигне блиску до 70, од моментот на 70 нагоре е oversold, и зелена кога ќе пристигне блиску до 30 и под него, каде што е overbought, односно препродадена. Што е многу битно да го запамтите. Сега, во однос на подесување, сакам да ви покажам како изгледа внатре. Значи, во однос на input, овдека може да ги исклучите и вклучите сите овие индикатори кои што ви се потребни или не. Чисто да ви објаснам, например, RSI, доколку не ви е потребен RSI, нели, секој има различен вид на тактика или може би ви е премногу комплицирано. Значи, например, исклучувате RSI и гледате, истиот престана да биде видлив на самиот чарт, може да го вклучите повторно, нормално. Не би препорачувал променување на овие вредности, може би, например, overbought да го ставите на 70, каде што реално треба да биде, но повторно, тоа не ви менува многу. Во моментот кога ќе се претвори во црвена, значи сме многу блиску до самиот oversold, значи тоа е разликата во овие две категории овде 30 и 60, во кој момент истиот е oversold, значи по правило треба 30 и 70. Сега, следно што би сакал да напоменам од овде, исто така дека може да се само промашек, мислам, сток RSI исто така можеме да го исклучиме, доколку не сакате да го гледате. И во однос на стилот, значи овде може да одредите како сакате да ги гледате. Значи, посебно, например, во оваа ситуација јас би препорачал за VWAP, доколку ви е подобро, значи јас понекогаш го користам како колумни. Значи, многу поедноставно и многу по-детално и прецизно ги гледам кога прекршуваат од едната на другата страна на нула бранот. Значи, тоа е исто нешто што паметно би било да одредите како вас ви е најдобро, или па можеби само како линија. Че зависи како вас ви одговара, но за сега ќе го оставам како што е, како бран, со цел да биде поедноставно, затоа што вие досега така и сте го гледале. Значи, исто и од тука исто може да се исклучат, гледате, значи иста е ситуацијата, само што овдека може да ги менувате, нели, какви се боите, како вас ви одговара, значи дали да биде, гледате, во однос на бојата само треба да промените во oversold каква да биде, во overbought каква да биде и во средната вредност. Значи може да го промените тоа како вас ви одговара, како што и на самиот сток RSI и слично, значи ова е козметика фактички во однос на тоа како вас ви одговара. Значи нема некоја посебна вредност освен козметичка вредност за да на некој начин се снајдете многу поедноставно. И visibility треба да ви биде уклучено на сите овие рейнџови со цел да биде видлив самиот индикатор на сите рейнџови. Сегде постојано. Сега, да видиме како значи истиот можеме да го следиме во однос на чартот. Значи, во однос на дали сакате да торгувате на брз интервал или не, најчесто луѓето прават комбинации од користење од овие индикатори, че не ги користат сите. Оние кои што тргуваат на помали временски периоди, како што е, например, 15 минути или 1 час, ги користат RSI, сток RSI и VWAP. Затоа што секој прекршување на VWAP надолу од претходен врв и прекршување на сток RSI, значи кога од плаво ќе се претвори во лијаково, ова е фактички сигнал за да направите шорт, например. Во оваа ситуација јас повторно не препорачувам шорт, него сакам да ви кажам дека многу од луѓето ги користат овие индикатори во однос на тргување. Значи гледате, оваа ситуација кога сте направиле шорт, се до моментот кога повторно има прекршување, значи во оваа ситуација на VWAP ви дава сигнал дека е близко до прекршување и моментот кога ќе се прекрши во самиот, чисто да ви покажам каде прилика тоа е. Моментот кога ќе се прекрши самиот сток RSI. Значи вие до овој момент доколку сте држале на пример шорт, вие би биле точно во профит од 39%. Значи ова би било вашиот успешен шорт леверидж. Значи чисто да ви покажам како луѓето ги користат, само што не забравяйте дека 39 затоа што ставно збор за неделно користење на овој индикатор. И пак ќе напоменам уште еднаш, тоа не значи дека треба да користите леверидж. Значи овие комбинации од индикатори мора да ги видите како вас ви одговара. Прост пример. И овде. Значи во моментот кога имаме преминување на сток RSI, на VWAP надолу заедно со сток RSI, кој што е малку лагирачки, но во оваа ситуација на пример добро би затоа што практично првиот сигнал ви доаѓа од VWAP, чим доаѓаме со корекција надолу, веднаш во моментот кога имаме прекршување од плава во лињакова, значи ставаме позиција на шорт, на пример во оваа ситуација, дури би било и малку порано овде. Со тоа што би го држале ова се додека не добиеме дно на VWAP и тоа е фактички сигнал кога треба да чекаме прекршување
во оваа ситуација овде точно би било тоа и да видиме што би се случило до таа ситуација доколку тука сме држале. Значи прилика овде би се наоѓало, тоа е 25% профит. Значи така прилика изгледа користење на овие два индикатори. Замислете, значи сите овие индикатори заедно уште појасна слика ви даваат. Се разбираме? За да го направиме тоа мораме да се придвижиме на помал, на пример на дневен временски период, каде што, например, овдека многу поедноставно ќе можеме да видиме користење на комбинација од овие индикатори. Значи, чисто, нели, за пример, илјадници трговини може да направите. Например, во моментот кога имаме ваков тип на формација, во тој момент кога ќе го добиеме ова како потез, затоа што ние мораме да чекаме барем еден ден оваа свеќе да се затвори за оваа булиш диверзија, bullish divergence да биде комплетна и во тој момент ние уствари можеме да влеземе на лонг. Зошто? Значи гледате се овие комбинации, значи не се гледа само еден, туку се гледа што повеќе индикатори да влезат во истите значи во истиот момент за да имаме што посигурен влез во овој трейд. Значи гледате, во моментот кога се утврдува овој bullish divergence, имаме преминување на VWAP над нулата, имаме прекршување на сток RSI, само чисто ќе го одзумирам за да може убаво да го видите. Значи гледате, во моментот кога имаме прекршување на правилот на моментум со зелена точка, имаме утврдување на локално дно, имаме диверсификација, односно bullish divergence скриена, во исто време имаме VWAP над нулата, значи само што преминал над нулата, и имаме прекршување на базичната сигналната линија во плаво, односно во движење нагоре, со тоа што и RSI, значи ние многу блиску до долната граница на oversold. Значи гледате, сите овие индикатори на пример ни покажуваат дека е многу добар момент да се направи лонг. И еве чисто, значи самите индикатори ќе ве водат да видите до каде на пример тој лонг би трае. Значи еве гледате, оваа ситуација ние точно во моментот кога сме го потврдиле ова, дури да почекаме следна свеќе, значи да не брзаме, да бидеме сигурни, значи следниот ден кога веќе ова сме го потврдиле и сите овие знаци ни покажале дека имаме солиден лонг, значи или солидна шанса за купување повторно. Не леверидж, но нели, ова е чисто шанса за купување. Еве да ви кажам колку на пример биле во профит во моментот кога дури да сме биле многу, значи чисто да не претеруваме, да сме биле во моментот кога ќе достигнеме до 100 на RSI, на сток RSI, значи чисто да видите како изгледа еден трейд, затоа што имаме во оваа ситуација веќе RSI е oversold, сток RSI е на максимална вредност, VWAP е на максимална вредност и почнува да се заолува надолу. Значи во оваа ситуација на пример било солиден момент да се излезе од овој, доколку сте продали на максимална вредност. Но на пример сме продали на малку под максималната вредност, тоа се 25%, значи ќе имате чист профит од оно што сте влегле во моментов, доколку сте влегле во ваков трейд поради овие индикатори. Исто и обратно. Значи, секој момент кога имаме прекршување на, значи гледате како имате конфузија од сите овие заедно индикатори кои што ни покажуваат дека е многу добар момент за влез. Значи гледате, имаме прекршување на, значи во моментот кога ќе биде завршено, тоа е следната свеќе. Значи не можеме да чекаме во истиот момент затоа што таа свеќе може да се промени, мораме да чекаме барем една свеќе плюс од моментот кога имаме потврден одреден сигнал како во оваа ситуација. Значи доколку сакаме да влеземе шорт овдека, че имаме свеќа, следната свеќа каде што веќе сигналот и базичната се разделени, имаме нели оваа јакова сфера, значи дека ќе паѓа надолу цената, во исто време имаме потврдена оваа црвена точка дека самиот бран на моментум ќе се придвижи надолу и во исто време имаме VWAP преминува под нулата. Значи гледате, овие се три знаци кои што во случајов би ви дале на кратко време, значи не на првата свеќа рековме, на втората свеќа. Значи, ова се три знаци кои што би ви дале дека е одлично време да се влезе, на пример, во шорт, со тоа што, значи, повторно, нема да чекаме премногу, ќе чекаме до моментот кога повторно значи, самиот VWAP, самиот сток RSI, повторно се прекршил во овој момент и сега веќе е во bullish divergence и во исто време имаме дно на самиот момент, бран на моментум, каде што истиот повторно, значи добива зелена точка и се врти нагоре кон bullish, а за разлика од тоа се наоѓа негде блиску до дното на самиот VWAP. Значи VWAP треба да биде првиот момент кој што ви покажува дека наскоро е момент да запрете со оваа трговија, со тоа што, значи доколку би продале во оваа вредност, значи би биле во профит 20,5% од овој шорт, затоа што сме ги следеле само, значи ова е само од Market B.
А дополнително замислите Market Cipher A, каде што имате и директни сигнали на чартот дека е време да се продаде или да се купи. Значи, затоа гледате дека има многу добри, значи на некој начин како индикатор е одличен за утврдување на ваков тип на како да кажам. Значи, сите овие промени на трендови кои читате како една да речеме еден оркестар од индикатори кои што заедно ви покажуваат каде се наоѓа моментално, иако малку изгледа комплициран, значи самиот да речем оркестар во оваа ситуација, но кога ги гледате заедно сите овие промени на индикаторите, доаѓате до момент каде што после некое време од кога користите самиот индикатор, многу поедноставно, значи ги гледате овие промени и наеднаш сите овие индикатори ви потврдуваат да одиме во пат, да одиме во раст. Значи сите овие индикатори дополнително ви даваат сигурност во она што го правите. Затоа и ви велам, значи гледате, јас кога имам еден чарт на биткоин во кој што имам да речеме Market Cipher A и B заедно со Bollinger Bands, па имаме втор чарт во кој што имам MACD заедно со 4 EMA, заедно со Bull Market Support Band, значи тоа се само дополнителни индикатори кои што на 2 или 3 чартови ми покажуваат каде се наоѓаме, но повторно. Тоа е една група од индикатори кои што заедно треба да ми направи слика за тоа која е најголемата веројатност да бидам во профит во случајов дали треба да се движиме надолу или нагоре со самата цена. Со тоа што повторно ќе кажам, ние ова не го правиме на како например некои луѓе тоа го прават на 15 минути. Значи она е тоа што ви го кажувам, дека многу луѓето некогаш тргуваат, но за ова е потребно многу време. Значи ова може да се користи на било кој момент. Еве, прост пример. Имаме bullish divergence со минимална вредност на сток RSI и истата, еве, чисто да ви покажам дека на секој временски период може да биде користена. Значи имаме bullish divergence затоа што имаме зелена точка, тврдување на локално дно. Во исто време имаме сток RSI кој што само што се променил во плава боја, односно почнува да биде bullish, имаме VWAP кој што само што поминал над нулата, значи ќе се движи нагоре, и RSI кој што е на вредност од 32, што значи дека е скоро oversold. Значи прост пример, ако овдека отвориме не на самиот момент, значи на моментот една свеќа после тоа, туку го отвориме long и само го следиме моментот кога сток RSI ќе се придвижи до ова 100% вредност. Во исто време имаме и корекција на RSI од 50 и максимална вредност на VWAP и гледаме дека почнува да се заоблува во исто време овој бран на моментумот. Значи во тој момент да видиме колку би било профит, значи доколку го правиме да речеме на 15 минути. Само да го исклучам магнетот затоа што не ми дозволува. Значи и денес сме продале на максималниот врв, значи ние сме биле 0,5% во профит. Но не заборавајте, ова е на 15 минути. За да го завршиме ова, значи нас се биле потребни само момент. 3 часа. Значи иако ова на некој начин е мал профит, но на 3 часа вие ако постојано ги правите овие, значи има луѓе кои што буквално ова го прават за живот. Значи они влегуваат во многу вакви на дневна база трейдови, каде што овие индикатори значи постојано им кажуваат кога да купат, кога да продадат и со вакви мали проценти они буквално го зголемуваат сопственото портфолио. Но ова не ви го препорачам доколку ви немате денеска на пример 8 до 10 часови активно да седите пред овие чартови и да го правите тоа. Од друга страна, морам да напоменам дека вие мора да го направите тоа прво со помали суми, со цел да научите како сето тоа се прави, затоа што многу е поедноставно да изгубите 10 евра, отколку да изгубите 1000 евра затоа што мислите дека знаете што правите. Значи потребно е време да се истренирате самите себе си за да можете да го правите ова за живот. Значи морам да ви го напоменам уште еднаш тоа, затоа што на долги стази, значи како што е на пример на неделно ниво, што ви го покажав, за една точка да одигра, за еден од овие сегменти да биде успешен, значи нели, само чисто момент. Значи за било кој од овие моменти да одигра, значи на пример овој врв, потребно е цела недела да помине за да имаме конфирмација на оваа точка. Затоа и велам дека DCA на крупни временски практично временски периоди е многу подобро затоа што ви дава момент каде што вие може да одлучите дали е паметно да влезете и не, затоа што имате цела недела да го анализирате ова. Ме разбирате? Значи, од овој момент, фактички, вие не мора да седите цел ден пред компјутерот, имате солидно време и никој не ве брза да одлучите за тоа дали сакате или не да влезете во одредена трговија. Од друга страна, не заборавајте дека кога ова се случува и кога ќе добиете некаков од овие, да речем, знаци на Market Cipher B и на Market Cipher A нормално, значи гледајте колку е поголема
веројатноста за профит кога станува збор за минус 73, минус 74%, сега повторно, не зборувам за леверидж, можеме например да го видиме тоа и обратно. Од моментот кога сме имале позитивна потврда овдека во оваа ситуација, промена на трендот и нагоре, значи ние до самиот врв каде што например требало да излеземе од ова, ние би биле во профит 65%, гледате. Значи во моментот каде што ние би излегле затоа што веќе 100 кареса е на врв, ние би биле во профит од 65%. Значи затоа ви велам, на ваков тип на трговија е многу поедноставно каде што например овој цел потек од моментот кога вие сте влегле до моментот кога сте излегле, потребни се 7-8 барови, односно 8 свеки да поминеш, значи дека тоа се 2 месеци за вие да излезете, односно да завршите со овој трейд. Значи вие имате време и не мора да брзате, за разлика од 15 минути каде што доколку за момент промашите, значи вашата трговија не е успешна. Се тргнало во обратен правец и вие сте изгубиле оно што сте го чекале например 5 часа денес. Затоа пак ќе кажам, посебно за оние дома кои што немаат доволно време да го прават ова постојано, препорачувам да го прават ова на големи временски периоди и овие анализи започнат да ги прават на големи временски периоди каде што и да направите грешка имате време да се коригирате затоа што сето ова не се движи толку брзо како што например се движи на помали временски категории, помали временски периоди. Значи ова беше вториот дел од видеото за Market Cypher. Како што реков, значи ова беа двете видеа во кои што ви објаснуваме како се прави, значи како се додава, како се користи, кои се индикаторите кои што се во склоп на самиот индикатор, значи како еден и зошто е истиот толку моќен и дополнително колку е само добро затоа што може да го добиете бесплатно. Значи јас затоа ви реков, на оние кои што нема на пример пари да платат сега за TradingView за професионален профил, доволно е да ги имаат А и Б Market Cypher заедно со Bollinger Bands. Значи за почеток тие ви се сосема доволни затоа што имате огромна комбинација од повеќе индикатори кои што исто така да речеме доколку би сакале да ги додадете, секој од овие индикатори би бил посебен и би направил многу по згужвана да биде вашата скица. Разбирате, да имате многу индикатори да не знаете да се снајдете. Затоа ви препорачувам доколку можете, значи направете бесплатен профил на TradingView, многу едноставно, и додадете ги. Како што реков, значи Market Cypher А и Б преку Wuman, значи тоа е уствари профилот кој што успеал да ги направи, и Bollinger Bands кој што како таков, значи овие два комбинирани со Bollinger Bands се најчесто доволни за да ви покажат на секојдневно ниво како може да тргувате без разлика на временскиот период. Сега, дополнително доколку сакате како што реков, значи може да направите втор чарт, повторно бесплатен профил, нормално, да речеме на друг браузер, каде што например би ги додале Forex, би додале MACD, би додале останати да речем 3 кои што ви фалат. И на тој начин ќе имате дополнителна слика кога имате два чартови со сите оние индикатори кои што ви фалат. Значи на тој начин е најлесно да се научи и кога ги додадете, истите се практично ефективни на сите коини кои што сте ги додале на вашата watch листа. Така да најдобро е нели така да го направите тоа комбинација и бесплатно да може да добиете целосни индикатори кои што ви се потребни за работа на TradingView. Со тоа го завршуваме ово видео за денес. Утре ќе направиме ново видео во кое што ќе ги примениме Market Cypher А и Б и ќе направиме пробно тргување да речеме на 10 пробните да речем позиции и ќе видиме генерално од истите колку можеме да бидеме во профит. Нормално тоа ќе го направиме на повеќе различни временски периоди за да видите колку е како индикатор професионален и колку е неопходен за било каков тип на трейдер доколку сакате да бидете во иднина. Благодарам уште еднаш, имате добар ден и се гледаме во следното видео на CryptoGamingG.